Благодарам, почитувана колешке, но вие немате проблем со тоа што јас ги кажувам тие ставови, вие имате проблем со нешто како ова. Ова е годишен извештај кој што за Република Македонија го има напишано Светската банка. Тука и вие го добивте, мислам дека, можам да ви го подарам после тоа ако го немате добиена. И па не сакате затоа што таму е напишано све она кое што е ваш успех, читај неуспех во образованието, кое што изминативе 6 години апсолутно го урнисавте. Ајде да почнеме прво од основното образование. 10 минути тука читате партиско соопштение што сте направиле во образованието. Нема учебници испечатено во основното образование. Сега ние разговараме за тоа што сме направиле во образованието. Нема учебник каде што нема техничка грешка во, барем така сака да каже министерот за образование, во нивните ученици. Учебници се извинувам. Гледаме дека не постои во последниве 6 години успешно започната учебна година. Да почнеме од базата. Од базата да почнеме. Една успешна учебна година не може да стартува. Прво тука седевме на Комисијата за финансирање и буџет, се позајмивме 25 милиони евра на Мила Царовска, ке правела некаква нова образовна концепција, од тоа ништо нема. Кај отидоа парите, никој не знае. Што се обидовте вие да направите со таа концепција? Да ја укинете историјата и да спојувате предмети за да останат луѓе на улица без работа. Среќа што не успеа, ама треба некој да праша каде се парите. Понатаму, од вашите успеси во образованието се сеќавате кога беше ковид кризата, кога исто така милиони евра дадовте на интегриран информациски систем каде што учениците ќе треба од дома да следат настава. Никогаш не профункционира. Плативме милиони евра, учениците учеа дома на алтернативни начини, односно кој како ќе се снајде. Алтернативна платформа за образование стана Вибер, затоа што тоа што ние го плативме не функционираше. Понатаму сега можам да ви кажам, тука има многу родители помеѓу нас, кои што имаат деца кои што идат на училиште, без малку да нема некој оделение каде што има комплетирано учебници. Фалат и недостигаат учебници. Тоа е од основното образование. Понатаму, да зборуваме каква е индицијата на оваа влада, односно какво е историското движење на влечење на реформи во средното образование, кога без малку секоја година се крати ставката за изградба или за реконструкција за подобрување на условите во средното образование. Понатаму, ајде да зборуваме за PISA истражувањата, односно тестирањата за тоа како котираат нашите ученици. Од година на година послабо и послабо. Зошто? Затоа што имате немотивиран наставнички кадар кој што го понижувате и кој што го цените и го множите едноставно со нула. Затоа што вас вие политиката пред себе, вас не вие статусот на наставникот или колку примања зема или какви му се условите за работа. Онаму на онаа маса имам добиено допис од синдикатот СОНК и од ЗЕОС дека треба да се покачат дотациите за претшколска и за образование, затоа што се намалени во овој буџет. И тоа го правите политички, и сите тоа го знаат. Така вие го концепирате образованието и вас ви е криво, и јас ве разбирам. Јас можам да ве разберам вас зашто на вас ви е криво. Затоа што вие колку сакате тука зборувајте дека дали некој направил или не направил, факт кој што е непомирлив е дека помеѓу 2006 и 2016 година 96% од матурантите се запишуваа на факултет за високо образование. Едноставно, ако гледаме од социолошки аспект, луѓето виделе дека едноставно треба да конкурираат еднакво во животот и дека може да работат на сопственото образование и си се запишувале на факултет. Колку беше процентот кога СДСМ беше на власт? Колку беше партиципацијата кога СДСМ беше на власт? Колку е сега, односно колку е, баш сега, откако ВМРО ДПМН не ја намали партиципацијата. Сега ќе ви кажам и ќе влезам во една ваша многу голема болка, затоа што вие тука сакате да дебатирате со нас и ги навредувате оние кои што имаат завршено на дисперзирани студии, велите факултет во секое село. Знаете ли зашто се отворија дисперзираните студии? За да може секое детенце од било кој град, од било кој крај од државава да студира поблиско до дома, за да не мора неговите родители да бидат само на леп и сол, додека детето и последните пари му ги дава да студира во Скопје. Ама тоа вие не можете да го разберете. И сега ќе ви кажам зошто. Затоа што вие сакате, ако дедото бил доктор, да биде и синот, и да биде внукот, и нонстоп сите едни работи во општеството да се движат во една привилегирана група на луѓе. И затоа што некој ви го разби тоа, затоа што некој ви го разби, и за тоа ќе ви одговорам. Полека не се жештете, подобро асистент кај некој татко на државен факултет со докторски и магистарски студии во Италија и Германија, него дезертер од воено поле на татко градоначалник.
Тоа е многу и сега и за тоа, затоа што сакате и за тоа да ви се каже, сега и за тоа ќе ви се одговори, затоа што многу сакате да додавате и да придавате. И од озгора на тоа, ако сакате докторска дисертација одбранета, кај професорот Кочо Анѓушев. Вие го бранете тој господин, не го бранам јас. Вие знаете многу добро. И ако сакате тоа, отворете на Facebook Зоран Заев и Зоран Заев го фали Кочо Анѓушев како врвен стручњак од аспект на машински факултет, па прашајте го вие Кочо Анѓушев дали таа дисертација ја дал заради лични конекции или тоа што студентот бил квалитетен. Нели сега го фали Зоран Заев, од нула постигнал да направи со знаење милиони во државата, па достигна до црната листа. И да се вратам на темата да ви одговорам зашто сакате да бегате од таа тема. А зашто да нема факултет достапно во секој град ако ги исполнува условите? Зошто да нема, да може секој дете да се заврши факултет? Зошто детето од Гевгелија да доаѓа да студира во Скопје и неговите родители да трпат? Вака ќе си биде дома, па таму си има и нели други институции кои што си гледаат дали таа настава е соодветна или не. Зошто да биде Јон Фрчковски директор на ПУИК затоа што му е син на Љубомир Фрчковски, за да биде таткото амбасадор, а синот директор? Па не може. Па оваа држава секое дете има рамни можности да се надпреварува во животот, ако е вредно, ако е квалитетно. Дали знаете колку луѓе си заминаа од државата и зошто во вашето време се доби квалификативот изгубена генерација, бидејќи родителите со платите кои што ги имаат тогаш, затоа што ги испобркавте на улица од компаниите кои што беа од државна сопственост, кои што ги приватизиравте на ваши блиски бизнисмени кои што дојденес ве финансираат во партијата. Можеа да соберат само едно дете да студира на факултет. И дома се бираше кој дете ќе студира факултет, а кој ќе остане со средна школа. Безброј има такви случаи, особено во вашата генерација. И вие тоа го знаете. И требаше да дојде ВМРО, ДПМН и да ги израмни условите за да може секој да студира. За да може луѓето со завршен факултет со квалитет да се надпреваруваат во животот. А не да биде, ако е синот поп, односно да стане синот поп, треба да биде дедото владика. Тоа вас ве боли. Тоа вас ви е индиција за дека нешто не е добро или дека нешто треба да се промени. И ќе продолжиме такви интегративни политики да водиме. Затоа што никој човек не треба да биде заборавен во оваа држава. На секого треба да му се даде шанса. Така зборевте исто и за субвенциите. Исто зборевте така и за субвенциите. За све што е квалитетна политика, вие така зборувате. Вашите уставни судии го бутаа законот за трето дете. Вашите уставни судии пробуваат да најдат начин да оспорат или да бутнат све што е добро за да им се помогне на овие граѓани. Знаете што направивте вие за младите луѓе во оваа држава? Каде се оние со чевлите пред владата? Ги вративте ли во државата? Ги вративте ли во државата тие што редевте чевли пред владата? Не. А знаете ли каде се сите тие таму кои што штрајкуваа? Сакате да ви ги набројувам? Првиот е во царина, вториот е тука пратеник, третиот е директор во студентски центар, четвртата е советник во град Скопје и вработена во некоја друга институција. Сакате да продолжам? А тој што ги водеше, знаете ли каде е? На судски спор се извинувам за грам кокаин. Тие ли се вредностите што сакате вие да им ги продадете на младите луѓе? Сакате да ве вратам назад една година кога си правевте тука преговори, кога Ковачевски ви дојде мислејќи дека ова е театар, кога Славчо Темелковски, брат на Филип Темелковски, поранешен градоначалник во Кисела Вода, тука не убедуваше дека не треба да го прифати предлогот на ВМРО ДПМН за 160 денари. Колешката Марија беше тогаш присутна и колешката Дафина. Прв пат во мојот живот видов студент што не сака да земе повеќе пари. Се сеќавате на предлог законот за студентски оброк што вие заедно со неколкумина тука го имавте подпишано? Колку беше катастрофален дека само 10.000 студенти ќе требаше да земат студентски оброк, па кога се кренаа студентите и тие вашите спотери онде што се расправаа со мене и со Марија и со Дафина дека не сакаат 20 денари плюс да земат. Немојте да зборите вие за образование. Во Шангајската листа успеавте да го допрете дното, ни во првите 1500 не сте. Континуирано пропаѓате во PISA тестирањата. Квалитетот на образованието е одвратен. Ништо од тоа што го ветувавте не го направивте. Тој што ви ја пишуваше програмата Петар Атанасов си замина од кај вас. Секаде користи прилика да ви искритикува затоа што ништо од тоа што било напишано не било остварено. Ве молам, немојте да зборувате за образование. И сакам на крајот, затоа што се пријавивте за реплика, да ми одговорите на следно прашање. Поддржувате студентите да земат 200 денари или не?